Добро вечер. Јас сум Васко Ефтов, ова емисијата во центар на Алсатем телевизија. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи во наредните 50 на минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Вечерва ќе може да го проследите вториот дел на нашето телевизиско досие 10 или најголемите символи на поранешна Титова Југославија. За почеток почнуваме со штафетата на младоста, се сеќавате на оние убави времења, оние слетови на младоста кои се праве секој 25 мај на стадионот JNA. Ова е стадионот на фудбалскиот клуб Партизан или поранешниот стадион Југославенската народна армија. Секој 25 мај тука беше организиран тој ден на младоста или тие познати спектакли кој штафетата на младоста му беше предавана на маршалот Јосип Броз Тито. Сите ние кои живеевме во поранешна Титова Југославија и ден се сеќаваме на тие спектакли на младоста или тој ден на младоста кој секој 25 мај беше организиран тука на стадионот на JNA или денес стадионот на фудбалскиот клуб Партизан. Вие останавте запишан во историјата дека сте прв носител на таа последна штафета на младост или 1980 година. Да. Тога живеевте во Нови Сад, работевте во Петар Драпшин. Да, Петар Драпшин сам радио као металостругар и избран сам те години за прво носиоце задни штафете. Тога штафетата тргна од градот Нови Сад. Да. Како бевте одбран? По која основа? Па знаете што, тоа е да будем искрен, не знам и ја како е тоа ишло, како ја сам тоа сазнал тек после едно 4 месеца да сазнал сам после 4 месеца да ме прате и да пазим šta radim и onda su nas zvali su nas u gradsku konferenciju turističke omladine, pa smo dali neke izjave, znači šta si postigao, zapažene rezultate za vreme školovanja, ne znam, za vreme na poslu i tako. Значи претходно 4 месеци ве следеа, ве пратеа кои сте и што сте. Да. И дури потоа ве повика тамо во на градска организација на социјалистичка младина. Да, јас сам тоа онда тек сазнал. Onda je već krenulo da zovu da dam neki intervju u gradsku konferenciju, pa onda postavili pitanja da se osvajaju neke medalje, i tako, to je bilo sve. Ne znam, onda sam, a mesec dana pred sam polazak štafete, rečeno mi je da sam ušao u najuži izbor. Значи во најтесниот избор на луѓе што ќе бидат први кои ќе ја понесат таа последна штафета. Да, у најужи избор за носителите штафете. И кога точно дознавате дека вие ќе бидете прв носител на штафета? Сам то, значи тоа е био понеделјак, тоа е било неделја дана пред полазак штафете. Неделју дана. Значи неделја дана претходно. Понеделјак радио сам другу смену у Драпшину. Radio sam drugu smenu, novinar iz Mađarstva je nazvao negdje oko 6 sati i kaže da mi javi, kaže eto da sam izabran za prvo nosioca štafete i da će sad doći da napravi jedan intervju sam. To je bilo. Onda su zvali ovi iz grada, iz gradske konferencije, pa zvali iz pogradske konferencije. Ja rekao, vedeo su mi javljaju kako su smeli da jave, kad je rečeno da se ne objavljuje ništa dok oni ne dozvole. Međutim, uveče u 8 sati je već bilo i u Dnevniku. U 8 sati je bilo i u Dnevniku RTS-a objavljeno da sam izbor za prvog nosioca. И како се чувствувате сепак прв носител на штафета 1980? Pa znate kako, Тоа не е мала работа. Znate šta, to je onda kad mi je to saopšteno, to meni je gledalo prvo strašno. Ne strašno u smislu da se ne dožive tako nešto, biti prvi nosioc. Me toliko mladi ljudi, znači, da su baš mene izabrali. Ovo je bila velika stvar. Тоа време, тоа беше... To je bila pa se onda velika stvar. To je, sad da ja sebe da hvalim da sam ja bio najbolji. Sigurno bilo još i bolji, možda, ne znam. Ali, što kaže, bio sam primjeran i na poslu, i van posla sam bio, niko sam nije imao problema. Dobar radnik, vredan, pošten, i normalno. Verovatno da je to i prevadnulo. Zato što ja nisam voleo te medije. To mi je malo teže palo. Mediji, stalno, to treba.
Првиот ден на младоста беше организиран на 25 мај 1957 година и тогаш за прв пат тука на стадионот Јена му беше предадена штафетата на маршалот Јосип Брз Тито. Последниот ден на младоста организиран на 25 мај 1988 година, кој веќе се гледаше дека ќе дојде до распад на поранешна Титова Југославија. Кога тргнува таа штафета? Она крече 23 марта. Значи 23 март Тоа била субота. 1980 година. Да. Она 23 марта, тоа е субота била. 80 година, он е кренала sa Trga Slobode u Novom Sadu. Значи тука во центарот на Нови Сад. Миротиче споменике, а трибина е била, овде градска куќа, а трибина е била овако поставljena. Знаевте тогаш дека Јосип Брз Тито е многу болен. Да, па сви су болесен, јас сам се ипак надao da će on ozdraviti. Ne znam, meni je nekako to bilo neshvatljivo da će on umreti. Meni lično. Ne znam kako drugima, ali ja sam bio ubeđen da će on ozdraviti. Зоран Остојич, кој беше металостругар во фабриката Петар Драпшин од Нови Сад, ќе остане запишен во историјата дека е прв носител на таа последна штафета на младоста 1980 година, која трга од централниот плоштад во Нови Сад во присуство на 150.000 луѓе, претежно граѓани или жители на Нови Сад, и тоа е таа штафета на младоста која никогаш не му беше предадена на маршалот Јосип Брз Тито, кој починува 2 месеци подоцна на 4 мај во Љубљана. Тогаш влегувате во историјата, сепак сте прв носител на таа последна штафета. Знаете, обично се памтат првите што имат носено и последните први што имат носено обично. Да, има една книга, 35 година штафете. Книга, то сам ја дал едној новинарки, мислим да е, а не ми вратила, мислим, вратит ќе ми. Тамо има, што каже, има први и задњи. Вие сте последниот, значи, да. Прв носител. Да, 30, тачно, значи 35 година штафете, кај е било, тоа е 35 година е таа, кој сам ја понел из Новog Сада. Бевте на погребот на Јосип Брз Тито? Нисам могли, не да нисам могли иći, него тоа е била гужва. А išao sam, poslije jedno 2 nedelje sam išao, onda sam položio i cveće. Sam okužio cveće, položio sam i cveće, bio sam gost u skupštini, onda je bila SFRJ. I tamo sam dobio knjigu predsjednika skupštine. Денес Зоран Остојич, кој тогаш 1980 година имаше 26 години, е на возраст некаде на 61 година и самиот е тешко болен и самиот со голема носталгија раскажува за тоа време, како пубаво се живеело во времето на Титова Југославија, а како денес целиот овој простор на поранешна СФРJ Југославија поминува низ болни процеси на транзиција, кој не ги остава на никој начин ниту една од тие држави на поранешна СФРJ Југославија мирно да гледат во својата иднина. Како денес се чувствувате како прв носител на таа последна штафета на младоста? Па знате šta, колку пута заплача. Baš kada neki dan sam jednu emisiju gledao, pa kada je bilo za 25. maj i to, pa onda kada je za Tito kada je umrao, isto za 4. maja kad su objavili, pa uvek su na televiziji pa se pričaju o štafeti i onda meni to baš teško mi pada prosto. Teško mi pada, lepo se sećam i ja imam i članke sve, čuvam to i slike. To je za mene jedna lepa uspomena, što kažem, nas je 35 koji smo to doživjeli. Таа чест, да бидете први носители. Да будемо први. Не, sad vidite, neki dan sam baš u tom tabloidu je pisalo, oni su govorili da je u samom početku, kad je to krenulo sa štafetom, da nije išla jedna, išla je više. Išla je više, išla je iz svake republike. I svake, pa ne kasnije je tek okrenuo da ide samo iz jednoga. No, nema veze, ali eto, ja sam imao tu čast da budem ja, taj jedan od tih da ponesem prvi štafetu. A to nije bila, kažem, onda nije bila mala stvar. Тоа беше таа голема Југославија. Никој не ни предпоставуваше дека ќе се распадне таа Југославија. Никој nije. Onda su me zvali da budem gost i u Sloveniji, i u Makedoniju, i u Crnu Goru, svud, gdje god si se pojavio, tamo oni odmah, evo to je taj odmah, Bože moj, znate što vam novinari daj da vide ko je taj čovjek. I onda kad ja kažem, sad kad pomijem samo na to, znači da sam ipak nešto vredio. Последната штафета на младоста, која таа 1980 година трга од Нови Сад и која никош не му беше предадена на маршалот Јосип Брз Тито, е изработена од академскиот двајар Ласло Силаджи и таа штафета се наоѓа архивирана во депото на куќата на цвеќето или музеот
Ужичка број 15 кој се наоѓа некаде на периферијата на Дедиње, односно местото кај што 35 години од својот живот има поминато маршалот Јосип Брз Тито во најголем дел во брак со Јованка Броз. Колку години имавте тогаш? 26 години. Значи 26 години. 27 година, да. Тогаш бевте вработен во Петар Драпшин и веројатно како еден од тие работници или металостругари. Кој ме е предложил, не знам кој ме е предложил, имал сам ја ту, кај био сам и у војци, медаљу за војну заслуга сам добио 25. маја града Новog Сада, 78 години, kao za povećanje produktivnosti i poboljšanje proizvodnje. Onda je Đorđe Balašević dobio isto tu plaketu grada 25. maja sa pesmom, no, računajte na nas. Zajedno smo te godine dobili. Onda sam išao na takmičenje metalaca i vjerovatno da su na osnovu toga oni da je to ušlo u sve u neki obzir da bude njak taj. Денес се сеќавате на тоа време со гордост, веројатно, и со носталгија. Жалите по таа држава? To nemate ni da pričamo o tome, to je strašno. Ono i ovo, ono nekad i ovo sad. To ne možete ni upoređivati. Mi smo onda imali svoj, ja kažem moje djeci, ja sam onda imao i lepu mladost. Nemam za čim da žalim. Ja sam proživio, ja i moja generacija, mnogi. Znači, samo je bio uslov da budeš valjan, a ako hoćeš da radiš, imaš i posla. Ako hoćeš da radiš, u to moje vreme. Сега све се смени. Нема работа, младината не емигрира. Onda si mogao da radiš, da se ponašaš normalno i u gradu i sve, da ne bi imao problema sa milicijom. Danas ti, ako si što si bolji, sve gore prolaziš. Posla nema, para nema. I dađeš u grad da prošetaš, hoće te neko napasti da te opljačka. Toga pre nije bilo. Imao si miran život, ja barem što se mene tiče. Да. Затоа е голема таа југоносталгија кај кажителите, бидејќи жалат по едно убаво, мирно време кога... Путували смо, ди смо, теди. Со тој црвен пасош можеше да се оди кај се. Све сам обишao. И у Словенiju, Makedoniju, i dole. Jedno nisam išao u Albaniju. Ali sve sam sve republike obišao i put bio i dobro dočekan i spavao i pored puta nisam se plašio. A danas ne sam da spavam na ulici pred svojom kućom. To je. Еве како во живо изгледа една штафета на младоста. Ние се наоѓаме тука во куќата на Цвеќето или во Ужичка број 15 кај што живееше и работеше маршалот Јосип Броз Тито некаде 35 години помеѓу 1945 или 1980 година кога е закопан тука во меморијалниот центар куќата на Цвеќето или Ужичка број 15. Тука во овој комплекс се наоѓаат некаде 20.000 штафети на младоста кои во разни форми и по разни поводи му биле давани на маршалот Јосип Броз Тито. Тука позади нас е изложен само мал дел од тие најкарактеристични штафети на младоста кои ги има добиено маршалот Тито. Првата пролетарска бригада е формирана 21 декември 1941 година во малото градче кое се наоѓа на тоа тромеѓе помеѓу Црна Гора, Босна и Херцеговина и Србија, тоа е градчето Рудо. Формирана е со одлука на врховниот командант Јосип Броз Тито и со одлука на Централниот комитет на Комунистичката партија на Југославија, составена од 1200 борци или точно 1199 борци. Има 6 баталјони, од кои 4 баталјони се со српски војници и 2 со црногорски војници. Прв командант е легендарниот Коча Поповиќ, политички комесар
цар е Филип Кљајич Фича и двајцата се народни херои после Втората светска војна. Веднаш позади нас, почитувани гледачи, се двете мали босански селца, Гаучич и Милча, и тука е првата битка која води таа прва пролетарска бригада, тоа е 22 декември 1941 година, и во Титова Југославија тоа се сметаше за ден кога е формирана Југославенската народна армија. Од првиот состав на првата пролетарска бригада војната е преживеа точно 534 борци, а 83 од нив беа прогласени за народни херои. Во текот на тие 4 воени години вкупно, преку таа прва пролетарска бригада се боре или во незините борби учествува околу 20.000 војници од просторот на поранешна Југославија. Има еден интересен факт или една интересна приказна, почитувани гледачи. Првата пролетарска бригада е формирана на 21 декември 1941 година, а како ден на формирање на ЈНА се славеше 22 декември 1941 година. Зошто? Првите 4 или 5 години, значи после Втората светска војна, 21 декември беше ден кога е формирана ЈНА, меѓутоа бидејќи тој ден се поклопува со денот кога е роден Сталин, а поради тој конфликт на информбирото Сталин и маршалот Јосип Броз Тито, денот на формирање на ЈНА се поместува еден ден подосна и некаде после 48-52 година, 22 декември се смета како ден на ЈНА. Во слава на таа прва пролетарска бригада после Втората светска војна, таа е прогласена за народен херој како цела бригада, а првиот легендарен командант Коча Поповиќ подосна е прогласен за началник на генералштабот на војската или на ЈНА во Титова Југославија, подосна и министар за одбрана и на крај на неговиот живот министар за надворешни работи. Од тука, условно речено од ова босанска пустелија, на тоа тромеѓе помеѓу Србија, Црна Гора и Босна и Херцеговина, околината на градчето Рудо е формирана таа прва пролетарска бригада, која подосна прераснува во ЈНА и во својот зенит или во врвот на својата сила е 4-та или 5-та по сила армија на просторот на Европа. Пред пола година на YouTube беше објавен видеоклип од посетата на маршалот Тито на Лондон 1952 година, пристигнува со брод од Галеп, дочека на највисоко ниво. Значи премиерот Черчил, сопругот на кралицата Елизабета, министерот за надворешни работи, построена цела гарда, построена она елитна единица на војската на Велика Британија. Тоа денес го нема. А нема нормално, јер такав човек нити е био, нити се родио у свету кој имал толики углед, што е доказ и сахрана која е била највеличенственија сахрана у исторiji уопште у свету. A normalno je jer to je čovjek koga su primali svi državnici sveta, koji je mogao i sa istokom i sa zapadom na ravnopravnoj bazi, koji je osnivač pokreta nesvrstanih, koji je bio 2/3 čovečanstva su bili članovi pokreta nesvrstanih, znači čovjek koji je pametnom politikom Jugoslaviju vodio u jednim putem nesvrstanosti, nezavisnosti od bilo koga, a prosperiteta. Јошка Броз е внук на Јосип Броз Тито, односно Јошка Броз е син на Жарко Броз, кој е најстар син на Јосип Броз Тито. Се смета еден од 5 најголеми историски личности на минатиот век. Тој, Черчил, не знам, Рузвелт, Сталин, значи зборам за луѓето кои се смета за победници на таа Втора светска војна. Тоа станува запишено. Сепак Југославија беше премала држава за да биде така мокна, така доминантна. Тоа го возмеше маршалот Тито. Pa jeste, zato što je tom pametnom politikom on postao, Jugoslavija je bila jedna vodeća sila u svetu. Imali smo četvrti po naoružan, kao četvrta vojna sila smo bili, najbezbednija zemlja u svetu, najcenjeniji pasoš u svetu. Znači sve privilegije društva smo imali, počevši od besplatnog školstva, besplatnog zdravstva, sve ono što jedan народ може да пожели да има. Има 3 символи велат на Титова Југославија. Едното е ЈНА, Сојуз на комунисти, маршалот Јосип Броз Тито. Ако те исчезнуват, заменото сцената се распаѓа и Југославија. Во времето на маршалот ЈНА е 4-та-5-та воена сила во Европа. Pa jeste, imali smo armiju koja je bila jedna od najmodernijih armija i ulagali smo u armiju, imali smo i tu civilnu zaštitu, imali smo znači sve ono što jedna nesvrstana zemlja mogla da ima da bi mogla da se odbrani, ne da bi, znači imali smo vojsku koja je bila predviđena za odbranu, a ne za napad. Znači i to je proizvelo to da smo uspeli da postignemo toliki ugled u svetu. I da bi se razbila Jugoslavija, onda su morali to da unište polako, vojsku prvo, pa policiju, pa sve to što je urađeno ovih zadnjih godina. I Savez komunista normalno.
Поранешните најмокни генерали или началници на генералштабот на поранешна JNA денес не крија дека во својата најголема моќ JNA била во кондиција да направи атомска бомба. Маршалот имаше посебен однос кон JNA. Знаете, во одредени држави имате посебен однос кон полицијата, овде во поранешна СФР Југославија, значи посебен однос кон Југославенската народна армија. Беше и командант или врховен командант на таа JNA во време на војната 41-45 година, меѓутоа и подоцна и после војната тој негов однос кон Југословенската народна армија беше доминантен. Zato što je armija nosioc bezbednosti društva. Ne policija, nego armija. Jer armija su prvo mladi ljudi koji služe vojni rok, koji su uz čast došli da služe vojsku i normalno je da je to oslonac čitavog društva. Onda armija imala svoj rezervni sastav, znači imala je tu civilnu zaštitu, sve ono što je moglo da deluje u određenom trenutku i određenim potrebama. Веруваше ли маршалот во Југословенската народна армија, бидејќи знаете да влезете во конфликт со Сталин, да можете да водите таква политика на неврзуваните земји или да водите на таква политика, што сте клучен фактор во светски рамки, треба да имате силна доверба во својата армија. Prvo, ta armija je nastala posle rata iz onih jedinica koje su ratovale. Znači, to su iskusni ljudi vodili to, iskusni generali, iskusni vojnici, znači svi oni koji su mogli da u tome učestvuju, ali je osnov to, ne bi nikada on rekao Stalinu ne da nije bio siguran u svoj narod i svoju armiju. Во своето златно време, поранешна JNA беше за четврта воена сила во тогашна Европа. Во изминатите неколку години, почитувани гледачи, ни направивме две репортажи за трите или две од трите најмокни, најголеми инвестиции на поранешна JNA. Тоа е подземниот Титов град и тоа е аеродромот Желјава во близината на градот Бихач. Ова вила што е позади вас, тука е влезот на тој подземен објект. Вреден 70 милијарди долари денес. Tako je, to je i glavni ulaz u podzemni dio objekta. Kroz tu vilu, kroz ta vrata koja sad vidimo, ulazi se u podzemni dio objekta. Се наоѓаме пред влезот на така наречениот подземен град на Јосип Броз Тито, тука во Коњиц, Босна и Херцеговина, 200 метри под земја, некаде на корисна површина од околу 6.500 метри квадратни, требаше да биде изграден и беше изграден тој подземен Титов град, кај што требаше да биде таа војна резиденција на маршалот Јосип Броз Тито во случај на нуклеарна агресија врз тогашна СФР Југославија. Значи, ова е тој Титов град, кај што требаше да се крие маршалот Тито во случај на војна на просторот на СФР Југославија. Што е ова што сега го гледаме? Mi smo ušli u blok 10 dizel električnu centralu preko koga objekat dobija napajanje električnom energijom. Sada se objekat napaja gradske mreže. U slučaju da gradska mreža bude porušena ili nestane struje, on ima svoje agregate. Znači može sam da proizvede koji sad da isceniramo nestanak gradske mreže, on će automatski agregat da se za 18 sekundi startuje i objekat dobiva normalno napajanje. Znači ovde se agregatite, a ovo su dvije cisterne po 25 tona ili 1000 litara koje napajaju agregat salu. A sad ćemo obići... Znači ovde u ove cisterni во секондник može da se stava 25 toni dizel goriva. Jeste. U jednoj, znači 50 tona ukupno. Znači, како можам да разберам, овде би била најголемата нафтена компанија на просторот на поранешна Југославија. Така е. Сега ние се наоѓаме во просторијата од кај што со вода се снабдуваше целиот овој подземен Титов град и тоа е значи десно од нас кај што се наоѓа ова зелена врата. Tako je ispred bloka 11, vodovodnog bloka preko koga se objekat snabdijeva sa vodom. Imate jedan ogromen rezervoar, ja se kačem gore, možem da To je rezervoar za pitku vodu. Objekat dobiva vodu preko gradskog vodovoda. U slučaju da taj vodovod bude porušen ili kontaminiran, on se zatvara, taj ventil pušta se ventil voda iz rezervoara
i objekat dobiva normalno napajanje sa pitkom vodom. Значи, ако добро ве разбирам, на секој 15 дена таа вода за пење се менува и се обновува. Tako je. Znači, komplet se ispušta voda iz bazena, bazen se čisti, hloriše, sipa nova voda, a ona non stop ostavljen je preliv gdje ona Znači, cirkulira. cirkuliše. Tako je. Ова позаде нас, почитувани гледачи, е планината Плешевица, која се наоѓа некаде 20 км северо-западно од градот Бихач и всушност се наоѓа лоцирана на самата граница помеѓу Босна и Херцеговина и Хрватска. Во употребата на ова планина, почитувани гледачи, беше изградена аеродромот Желјава или убедливо најскапиот објект на поранешна Титова Југославија. Прашо, значи пред почетокот на војната на просторот на поранешна Југославија, вие сте еден од помошниците на командантот на тој аеродром во Желјава. Upravo ste. Ja sam bio pomoćnik komandanta na aerodromu Željava pred sam rat i uoči rata. Изградбата на овој аеродром во Желјава трае некаде 20 години, помеѓу 48 и 68 година. Вкупната цена или вкупната инвестиција изнесува некаде околу 6 милиарди тогашни американски долари или по сегашни цени некаде помеѓу 300 и 500 милиарди долари. Ако има предвид, почитувани гледачи, дека годишниот буџет на Република Македонија изнесува некаде околу 4 до 5 милиарди долари, тога значи дека некаде околу 100 годишни буџети на Република Македонија ќе треба да се потрошат да биде изграден еден ваков објект. Овој аеродром во Желјава вела дека најголема инвестиција на поранешна ЈНА се проценува дека некаде во тоа време вреди околу 6 милиарди долари, според сегашни цени веројатно не би вредел помалку од половина милиарда долари. Vi ste u pravu, to su cijene, orijentirane cijene, ali zaista kažu da je to ponajveća investicija bivše jugoslovenske vojske u ono vrijeme na ex-jugoslovenskim prostorima, sadašnjim, jeli? I taj aerodrom je koštao sa ukupnom infrastrukturom koja je izgrađena, sa avijacijom koja je to bazirala, sa vojnim stanovima koji su ovdje bili u Bihaću, znači sa kompletnim sadržajem, dobrih 4 do 6 milijardi ondašnjih dolara. И ако тие 6 милиарди долари ги претвориме во денешни цени, многу ми насмета дека тоа би чинело некаде околу 500 милиарди долари. Значи, тоа се фрапантни бројки, господине Прша. Ne znam da bilo 500, ali bilo bi jako puno para, jako bilo para bilo, jer onda je bila novčana vrijednost dolara jako puno veća, znate. I onda ja isto cijenim da bi to bilo u sadašnjim parama jako puno milijardi dolara. Овој почитувани гледачи влезот во аеродромот Желјава имаше 5 такви влеза кои се распоредени тука на некој растојање од 500 метри. 4 се на територијата на Република Хрватска, овој се наоѓа на територијата на Босна и Херцеговина и ова е тоа што остана некогаш од најскапата инвестиција на поранешна Титова Југославија. Тука правиме прва пауза за реклами, останете со нас, погледнете рекламите и подоцна се враќаме со вториот дел на нашата вечерашна емисија. Блокмакс – ефикасен при различни типови болка. Од Алкалоид. Немате идеја што да купите за подарок? Се прашувате дали ќе му се допадне подарокот на оној за кого е купен? За родендени, годишнини, свадби, дипломски. Сега има сигурно решение. Картичките за подарок на Евростандард банка се вистинскиот подарок за секоја прилика. Евростандард банка. Биокрилактив од Алкалоид е масло од антарктички крил, богато со омега-3 масни киселини во форма на фосфолипиди. Споредено со триглицеридните омега-3 масни киселини од рибиното масло, фосфолипидите од Биокрилактив се многу поефикасно искористени во организмот. Помага во регулирање на нивото на холестерол во крвта. Комплетен извор на есенцијални масни киселини. Природен антиоксиданс астаксантин. Биокрилактив. Клинички испитан производ. Right now,
Nyko German Lemonade. Ова е една од работните канцеларии на маршалот Јосип Брз Тито во комплексот Ужичка број 15. Позадина се наоѓа неговата работна маса и работниот стол. Самите може да видите, почитувани гледачи, од какво ексклузивно дрво или каков длабор е станал збор. Сето тоа е тука супер ексклузивно, супер богато, накитано и направено. Тука маршалот Јосип Брз Тито ги подпишува сите акти, сите документи кои во тој период од некаде 45 до 1980 година зависела судбината на тогашна Титова Југославија, а тука на оваа маса е всушност снимено оно историско или легендарно интервју кој маршалот Јосип Брз Тито го дава за магазинот Life. Ова е комплексот Ужичка број 15 или резиденцијата кај што живееше маршалот Јосип Брз Тито. Da, ovo je kuća cveća koja je činila deo tog kompleksa, odnosno samo jednu od zgrada koje su postojale u okviru kompleksa Užičke 15. Ova zgrada je napravljena 75. i bila je zapravo zimska bašta. Ова кај се наоѓаме сега. Jeste, sada gde se nalazimo i autor je Stjepan Kralj. Тука е закопан маршалот Јосип Брз Тито. Jeste, s time što je on jedno vreme ovde živeo, od 77. do 79. i poslednja fotografija iz Beograda je zapravo fotografija kako izlazi iz ovog prostora, odlazi za Karađorđevo i posle toga za Ljubljanu gde je i umro. Тука е закопан маршалот Јосип Брз Тито, а десно од нас, значи, и господјата, односно другарката Јованка Броз, која инсистираше да биде закопана, тоа беше нејзина последна желба, да биде закопана до својот сопруг Јосип Брз Тито. Nama je preneto da je to bila njena posljednja želja, da li to stvarno jeste, ne mogu da vam tvrdim, ali jeste, ona je sada takođe, prošle godine u oktobru mesecu, zakopana u ovom delu, kao i jedna prva dama, odnosno njegova zvanična supruga. Во октомври 2013 година, после незината смрт, значи пред нешто повеќе од една година, тука во комплексот Ужичка број 15 или во куќа на цвеќето беше закопана Јованка Броз. Иако последните 3 или 4 години од животот на маршалот Јосип Брз Тито, тој беше сепариран или беа раздвоени со Јованка Броз, незината последна желба беше да биде закопана тука, заедно или близу до гробот на маршалот Јосип Брз Тито. Овој мал гроб, лево од мене, е гробот на Јованка Броз и веднаш до неја е гробот на маршалот Јосип Брз Тито. Вела дека освен краток временски период после Втората светска војна, кога Јосип Брз Тито живее во Белиот двор, целиот свој живот и работен век го поминал тука во комплексот Ужичка број 15. Има многу резиденции, има, не знам, на Бриони, Ванга, има, не знам, Милочер во Црна Гора, има Караđorđevo и така натаму, меѓутоа ова е местото кај што живее и работи маршалот Јосип Брз Тито. Jeste, najveći deo života i najveći deo radnog vremena je proveo u ovom kompleksu. Neposredno posle rata je koristio i živeo dok je rezidencija renovirana, živeo u kompleksu Dvorova. Međutim, čim je rezidencija završena, on je prešao ovde i dvorovi su korišćeni kao prostor gde su dolazili, bili smešteni njegovi visoki zvanični gosti. Mislite na Белиот dvorac? Jeste, Beli. Familijata Karađorđević. Da, mislim na Beli i Stari dvor, pošto u okviru kompleksa postoje dva objekta. Stari dvor je zgrada koju je radio Aleksandar Karađorđević, međutim Beli dvor je radio Pavle i obe zgrade pripadaju tom istom kompleksu. Тамо, значи, биле сместувани овие најважни гости, не знам, Индира Ганди, не знам, председателите на Америка, кога доаѓале во официјална посета на маршалот и на Југославија, значи биле сместувани во Белиот и во Стариот двор, а ова се работните и просторите кај што живее Јосип Брз Тито некаде 30 на 35 години после Втората светска војна. Da, u ovom prostoru je živeo. Rezidencija je 2 puta renovirana za to vreme i ovo je prosto bio njegov dom. Значи, до декември, некаде крајот на декември 1979 година, Јосип Броз е тука, во Ужичка број 15, некаде крајот на декември заминува во Караđorđevo, кај што треба да ја прослави новата година, 1979-1980, и подоцна заминува, не знам, на лекување во Љубљана, во Брдоха и Кранј, и подоцна починува, значи, 4. мај, и подоцна е закупан овде. Jeste, to je redosled dešavanja koje su bile u tom periodu, znači poslednji meseci 79. do maja 80. Тука, во Ужичка 15, во куќата на цвеќето, е закопан маршалот Јосип Броз Тито, кој умира на 4. мај 1980 година
Една недела подоцна тука во Ужичка број 15 е направен најголемиот погреб во историјата на човештвото до тогаш, а богами и до денес. Имаше мноштво на шпекулации почитувани гледачи дека маршалот не е закопан тука во Ужичка број 15, дека според некои масонски ритуали е закопан надвор од Југославија или надвор од Белград, некој одеа дури дотаму дека е закопан во Милано, меѓутоа сето тоа не е точно. Гробот на маршалот Јосип Брз Тито се наоѓа тука во Ужичка број 15. За закопот и за целата таа процедура беше формирана посебна комисија од страна на тогашното председателство на СФР Југославија. Од таа комисија беше македонецот Драголюб Ставрев. И според нивниот извештај, единствената спорна работа која подоцна предизвикала такви шпекулации и такви приказни е дека плочата мермерна со која е покриен гробот на маршалот Јосип Брз Тито и која е тешка неколку тона. Во целиот тој процес, во целата таа церемонија на закопот и погребот на Јосип Брз Тито не можела да биде ставена врз гробот и тоа е направена еден ден подоцна. Оттаму почна сите тие шпекулации каде е закопан маршалот Јосип Брз Тито и сето тоа е неточно, сите се тие погрешни или грешни приказни. Гробот на маршалот Јосип Брз Тито се наоѓа тука во Ужичка број 15 во куќата на цвеќето или веднаш позади мене. Значи тука се одржува тој најголем закоп во историјата на човештвото. Тој грандиозен закоп на маршалот Јосип Брз Тито, кој се присуствуват повеќе од 100-150 високи представници, председатели, цареви, кралеви. Биле представника из 127 земјалја, а заправо е била 209 делегација. Тука беше и Картер, беше и Брежнев, значи највисоките функционери и политичари на тоа време е присутна. 5 краљева, 6 принчева, 38 председника држава. До тога светот не памтеше таква една церемонија на закупување. Морам да признам да не знам да е било и после тога тако велике. Имаше многу приказни, знаете, дека е закопан, па не е закопан, па зашто плочата е накнадно ставана. Дори имаше посебна комисија на тогашното председателство на СФР која со записник констатираше како оди целата таа постапка на закупување или внесување на сандакот на маршалот Јосип Брз Тито. Меѓутоа подоцна се укаже дека сите тие шпекулации не држат вода, не пијат вода, дека тука се наоѓа гробот на маршалот Јосип Брз Тито. Moram priznati da tada ne mogu da kažem da sam bila svedok, ali ono što je ostalo u dokumentaciji, zvanična verzija i ja verujem tačna verzija je upravo to, da Tito jeste ovde sahranjen. Повеќе од 35 години, помеѓу 1945 и 1980 година, со мали исклучици кога има живеено во Белиот двор, овде во Ужичка број 15 или во куќата на цвеќето има работено и живеено маршалот Јосип Брз Тито. Постојат многу домови на маршалот, постојат многу резиденции. Меѓутоа ова е местото каде што има живеено и работено маршалот Јосип Брз Тито. Кога Тито би бил некоја нормална личност, кој би требало да вади лична карта, во таа лична карта да биде запишена адресата на негово живење, тогаш таа адреса би била Ужичка број 15. И ако некој живеел повеќе од 35 години тука на ова локација, тогаш е сосема нормално да посака тука и да биде закопан. Веднаш позади нас во куќата на цвеќето, во мај 1980 година беше закопан маршалот Јосип Брз Тито. Луѓето кои го познавале маршалот вела дека спроти нас на крајот од неговиот живот се наоѓала работната просторија кај што најмногу поминува дел од своето време во овој комплекс на куќата на цвеќето. Автентично ли ова? Автентичен ли е мебелот на местото што е тука? Целата ова просторија или е реновирана после смртта на маршалот? Ne, nije renovirana, nije bilo građevinskih radova ako na to mislite. Znači ono što vidite i pločice i uopšte arhitektura je autentična, međutim kabinet koji je sada izložen kao spomen soba je kabinet koji je bio jedan od prvih u kome je Tito fotografisan za časopis Life. Значи тама е таа фотографија направена. Ке една работна маса во Лаборес, таа прва фотографија за списаното Life. Jeste, to je za Life urađena. Tako da, ali je taj kabinet iz rezidencije prenet kada je Tito ovde prešao da živi i nalazio se u ovom prostoru. Tako da i on je, da kažem, autentičan, ali nije pravljen za kuću cveće, nego je prosto donet iz rezidencije kao jedan kabinet koji je već korišćen. Значи, последните 2 или 3 години од својот живот најмногу ги поминува овде. Jeste. Значи, ова е куќата на Ovo je bilo prostor gde je ovde u Karađorđevu i na Brionima, ali najveći deo poslednjih godina je živeo ovde. Se postavi prašanje kada je bil domot na maršalot Јосип Брз Тито, to je znači ovde. Pa najvećim delom i najveći broj godina, to je rezidencija, ali ako govorimo o kompleksu, onda to svakako jeste ovaj kompleks. Tako bi trebalo da vadi lična karta, neli? Како сите обични граѓани, веројатно. Ужичка 15. Да, било би на Ужичка 15. Тие што работеа со него дека многу малку одел во палатата на Федерацијата, иако и таму имаше огромен кабинет,
ретко одел и во Сојузот на комунисти, во зградата на ЦК на Сојуз на комунисти на Југославија. Vrlo retko sve svoje poslove ovde obavljao i zato je bila ideja da se napravi nova zgrada koja bi bila zapravo deo njegovog radnog kabineta, odnosno novi radni prostor i eventualno deo u kome bi on živeo. Međutim, u razgovoru sa svojim najbližim saradnicima, kao što je recimo Blaža Mandić, on je 78. 79. kad je ta zgrada započeta sa gradnjom, govorio da tu nikada neće biti njegov kabinet i da se on tu nikada neće useliti zato što on želi da to bude muzej. Во мај 1980 година, една недела после неговата смрт во Љубљана, тука Вуџичка број 15 беше закопан маршалот Јосип Броз Тито. Тоа беше најголемата церемонија или најголемата манифестација која до тогаш беше направена околу погребот на една историска личност. Ниту подоцна на едно место не беа собрани толку луѓе или толку видни политичари или бизнисмени или кралеви од целиот свет. Се смета дека некаде повеќе од 200 делегации, 5 или 6 кралски семејства, некаде 27 председатели на држави или премиери на влади, најзначајните личности во светот до тоа време и Брежнев и Картер дојдоа се поклонија тука пред маршалот Јосип Броз Тито и го испочитува при неговото закупување или погребот тука Вуџичка број 15. Можеме да ги видиме и поклоните на маршалот, можеме да ги видиме и некои од штафетите на младоста кои му ги предаваа во тие 35 години дека беше власт во поранешна СФР Југославија. Pa nažalost muzej nema više sve one zgrade, odnosno sav onaj prostor koji je nekada imao, tako da se snalazimo za sada preostale tri zgrade u kojima je muzej i ne možemo da izložimo sve poklone koje je Tito dobio. Ali imamo na godišnjem nivou otprilike 3 ili 4 izložbe koje su izložbe zapravo predstavljanja naših predmeta i zbirki, a u ovom prostoru, u ovom trenutku je izložba sa najličnijim predmetima Josipa Broza, znači ono što je nosio i što je imao. Што би било најегзотичен поклон според вас што ги има маршалот добиено? А тука мислам дека лево од нас е и собата кај што се изложени штафетите на младоста или еден дел од штафетите на младоста кои ги добиваш. Pa muzej ima oko 20.000 štafeta mladosti, što je ogroman broj. Ja mislim da je muzej jedinstven po toj zbirci, jedinstven u svetu. A кој е најегзотичен поклон, например, што би можел да биде изложен, а на некој начин може да карактеризира едно време кога маршалот беше еден од најголемите светски лидери? Pa ne bih mogla da izdvojim neki poseban poklon. U svakom slučaju bi mogla da izdvojim zbirku koja je na neki način nešto što njega karakteriše, to je zbirka lovačkog oružja. Kad se pomene Tito, svi uvek pomisle na to kako je bio lovac i koliko je voleo da ide u lov i kako su njegovi gosti dolazili i bili gosti čuvenog diplomatskog lova koji se organizovao u Karađorđevu. Tako da ta zbirka lovačkih pušaka je bogata, specifična po tome što su neke od tih pušaka rađene specijalno za njega, sa divnim izradama i umetničkim radovima i naravno po tome što najveća imena njegovih savremenika su bili darodavci. I Churchill, i Brežnjev, i Kekkonen, tako da to je ovako. Gaddafi, znači jedna vrlo interesantna zbirka koja bi ličila на njega, да tako кажем. Ова е зградата на поранешниот Сојуз на комунисти на Југославија или популарната ЦК во времето на незината најголема мок, тоа е едно од трите клучни символи на Титова Југославија заедно со ЈНА, со маршалот Тито и Сојузот на комунисти на Југославија. Дали маршалот од тие некои разговори со вас сметал дека може да дојде на таква крвава разврска на Југославија на распаѓање? Тој постојано предупредуваше братство, единство, одредена стабилност, неголемо задлжување, чување на Југославија не за ништото како зеница во окото и така натаму. Дали очекуваше, дали тоа беше како предупредување на некој кој може би гледаше понапред што може да се случи по неговата смрт? О политици ми нисмо никада разговарали, ali u Ljubljani, znači na Brdu kod Kranja, posle one prve operacije kad ima ono premoštenje vena i ja sam njega pitao, rekao, da li ti smatraš da imaš grešaka u tom tvom političkom radu? Kaže, jeste, kaže, najveća greška mi je što sam dozvolio Ustav iz 74. godine i što nisam stavio veto na njega. On nije potpisao taj Ustav. Nije hteo da potpiše, ali kaže, ja kao demokrata nisam smeo da dozvolim da većina u Skupštini, da ja budem protiv njih.
A to su potpisali Kiro Gligorov i Mika Špiljak, koji su tam bili na tim punktima. On ga nije potpisao i kaže to je početak razvijanja ne samo Jugoslavije, nego i partije i svega, jer od jedne smo napravili 8 i onda je to početak kraja. Во времето на својата најголема мок, Сојузот на комунистите на Југославија има повеќе од 2,2 милиони членови. Со чланарината на тие повеќе од 2 милиони членови е всушност изградена оваа зграда, популарната ЦК или поранешното седиште на Нови Белград на Сојузот на комунистите на Југославија. И сега зградата на поранешна ЦК е шопинг центар Ушче и се издава по деловен простор и има купено еден од најконтроверзните бизнисмени на просторот на поранешна Југославија на Србија, Петар Матич. Потеклото не му се знае, доаѓа во текот на тие 90-те години со многу пари од Хрватска, од Словенија. Велат имал бизниси во Босна и ги купува тие два символи на Сојузот на комунисти, нешто што за сите комунисти на поранешна Југославија били свети места. Prvo, zgrada CK je pravljena isključivo od para, od članarina Saveza komunista. Niko drugi nije dinara jednog uložio u zgradu. Samim bombardovanjem cilj je bilo da se unište svi ti objekti koji podsjećaju na Jugoslaviju i na komunizam. 12 томахавки имат погодено таа зграда. Pa je gađano generalštab Vojske Jugoslavije, pa je gađana radiotelevizija Jugoslavije, pa je gađana hotel Jugoslavija, pa je gađana zgrada CK. Znači svi objekti, pa most, Bratstvo i jedinstva i znači sve ono što je simbolično predstavljalo ono vreme i ono što je ostalo od onda. To je sve smišljeno, ali to ne bi moglo da nisu imali opet nekoga iznutra odavde koji bi im pomogao u svemu tome. Сојузот на комунистите на Југославија се распаѓа на тој 14-ти вонреден конгрес кој од 20 до 22 јануари 1990 година се одржува во Белград. Интересно, например, почитувани гледачи, дека последен председател на Сојузот на комунистите на Југославија е македонец кој се вика Милан Панчевски и кој всушност председава со Сојузот на комунистите на Југославија за време на тој 14-ти конгрес, кога де факто означен крајот на Сојузот на комунисти на некогашната СФР Југославија. 2 милиони комунисти има Сојузот на комунисти или членови во време на неговата најголема моќ. Најсилна сила. Една од персонификациите на Југославија. Ali smo mi takav narod, mi smo imali 2 miliona i ne znam 100-200 hiljada članova Saveza komunista. Pa je dolaskom Miloševića na vlast bilo 1.700.000-800.000 Saveza socijalista. To su sve bili, znači ti koji su iz Saveza komunista, oni koji nisu hteli, koji su pravi komunisti bili, oni nisu hteli da pređu tamo. Posle toga dolazi DOS na vlast, mi opet imamo 1.700.000-800.000 članova DOS-a. Mi menjamo narod, ne menjamo narod, nego menjamo svoje mišljenje iz dana u dan. Jer polako kupovna moć građana slabi. Doveli su ekonomiju do totalne nule, uništili su nam sve. I onda uz pomoću para oni kupuju ljude za određene poslove koje trebaju. I to je dovelo sad da ti, na primjer, za izbore, za jedan džak brašna ili za džak šećera ili za 10 ili 20 evra daš nekome glas, ne razmišljajući da će to da te košta 4 godine budućeg života, a da ćeš ti od toga moći da preživiš 1 ili 2 dana. To je mentalitet našeg naroda koji ne razmišlja. I evo sad opet smo došli u situaciju da su sad svi članovi SNS-a dok to bude trajalo. I tu su, znači svi oni, ja to zovem komunjare, jer većina potomaka ti koji su u vlasti su potomci ili bivši članovi Saveza komunista. Koji su samo menjali kaput, ništa više. Samo promene kaput i danas su u jednoj stranci, sutra u drugoj stranci, a to su isti ljudi. To su te, kako ih ja zovem, komunjare. Зградата на поранешниот Сојуз на комунистите на Југославија, градена од 1962-1964 година. За време на НАТО бомбардирањето на Белград е погодена со 12 томахав ракети. Подоцна е купена од контраверзниот бизнисмен Петар Матич и тој тука го има направено шопинг центарот Ушче, а во зградата на поранешниот Сојуз на комунисти го има претворено во деловен простор кој го издава. Добро, таа зграда на ЦК, која е градена од 62 до 64 година, која всушност е една импозантна градба.
која е напаѓана во време на тоа НАТО бомбардирање со 12 Томахав ракети, која е сега на некој начин, ајде да речеме, контраверзно приватизирана од Петар Матич. Тама овој шопинг центар Ушче, делови на она високата зграда се издават како деловен простор. Дали таа зграда е баш легално приватизирана, бидејќи тоа е градено со членари? Ништо не е легално ураđено у овој земји. Ништо не е легално ураđено. Zato im je trebao bratoubilački rat da bi mogli svako da radi ono što njemu odgovara. Втора пауза за реклами, погледнете и рекламите и подоцна се враќаме да одјавиме емисијата. Блокмакс – ефикасен при различни типови болка. Од Алкалоид. Немате идеја што да купите за подарок? Се прашувате дали ќе му се допадне подарокот на оној за кого е купен. За родендени, годишнини, свадби, дипломски. Сега има сигурно решение. Картичките за подарок на Евростандард банка се вистинскиот подарок за секоја прилика. Евростандард банка. Биокрил Актив од Алкалоид е масло од антарктички крил, богато со омега-3 масни киселини во форма на фосфолипиди. Споредено со триглицеридните омега-3 масни киселини од рибиното масло, фосфолипидите од Биокрил Актив се многу поефикасно искористени во организмот. Помага во регулирање на нивото на холестерол во крвта. Комплетен извор на есенцијални масни киселини. Природен антиоксиданс астаксантин. Биокрил Актив. Клинички испитан производ. Изворска во нова екоамбалажа. Сега со подобро сочувана свежина. Драстично намален пластичен отпад и лесно рециклирачка за секој корисник. Од природата за природата. Изворска од Кожувчанка. Ова беше емисијата во Центар СОМ Васко Ефто, почитувани гледачи. Ние се гледаме идниот вторник во истото ова време. Пријатно вечер, Македонија. Добро вечер. Јас сум Васко Ефтов, ова